јас долг период одев на прегледи превентивни благодарение токму на организација на жени од Свети Никола. Затоа што во моето семејство имаше жени заболени и починати од карцином. И затоа јас спаѓав во групата ризична и морав да одам и одев секогаш кога ми се пружаше можност и кога можев. Затоа и на време ја открив мојата болест и благодарам му на Господ дека 10 години како сум оперирана и сум добра. Какви активности води организација на жени во однос на подигање на свеста? Дали има некои кампањи за месец борба против ракот, дали континуирано води кампањи за подигање на свеста за превентивни прегледи? Кампања за подигање на свеста имаме секоја година во месец октомври. Имаме розова прошетка одржуваме заедно со локалната самоуправа и со повеќето невладини организации, како и представници од политичките партии. Потоа имаме трибини за подигање на свеста кај жените, на која може да присуствува дел од граѓанството кој е заинтересиран, без разлика од полот, националноста, возраста. Но исто така сме многу присутни на социјалните мрежи. Секогаш кога имаме работилници или било што е поврзано со ова, секогаш на социјалните мрежи може да се видат нашите активности или активностите кои ги планираме во текот на тој месец или таа наредна недела. Сите жени, без разлика од каде се, можат да добијат психосоцијална помош кај нас во организацијата. Ние жените покрај психосоцијалната помош ги обслужуваме и со перики и им даваме можност да си искажат се што им лежи на душата и да дојдат на нашите работилници. Без разлика дали се оперирани од карцином на дојка или сакаат да бидат дел од групата затоа што некој близок во нивната околина е болен од карцином на дојка. Значи им пружаме секаква социјална, психолошка помош, едукативна. Потоа држаме работилници за самите жени кои веќе се оперирани и кои не знаат што понатаму, затоа што многу малку им се пружа некаква помош и знаење за што после операцијата и како сето тоа да го надминат. Затоа што проблемот не е само до заболената жена, тоа е проблем на целото семејство, бидејќи се соочува со нешто многу големо, кое дотогаш немале можност во својата фамилија или, не дај Боже, да е наследно. Во нашата програма на Организацијата на жени на Општина Свети Никола имаме предвидено бесплатни мамографски прегледи за жените од градот и од руралните средини. Во изминатите 1,5 година прегледавме околу 160 жени, како од градот, така и од целата. Меѓутоа, до крај не можевме да спроведеме тоа, затоа што на 15 септември Министерството за здравство одлучи да го промени начинот на пријавување за мамографските прегледи, така што она што ни беше предвидено не можевме да го реализираме, па држевме едукација на дел од населението за начинот на пријавување. Меѓутоа, има толку многу луѓе повозрасни што не знаат да работат со компјутер, а немаат компјутер, телефоните им се застарени, немаат интернет и не можат да пријават. И затоа е потребно да се стори нешто во тој дел, дали некој вид на кампања или некоја друга промена кај што може да се смени нешто, за да можат сите жени да се пријават, а не да чекат со месеци да се добие слободно место за да можат да се прегледат, да отидат на преглед кога веќе е касно. Драги жени, ви препорачувам на секои 2 години да правите превентивни прегледи, бидејќи тоа е многу голема важност.
Не чекайте 40 години. Границата за појавување на карциномот на дојка е поместена. Отидете, ако сами не можете да се пријавите, барете помош. Било од матичен лекар, од сестрата што работи таму, од вашата комшика. Не се срамете да побарате помош. Многу е битно да вие одите на превентивни прегледи и на време да го откриете карциномот на дојката. Организацијата на жени ви стои на располагање од Свети Николе, воколку не можете се снајдете да закажете превентивен преглед, да се обратите до нас во организацијата и ние ќе ви помогнеме да го направите тоа.